Македонија не може да прифати уште едно претварање на европската интеграција во орудие за спорење на македонската државност и за жал за спорење на македонскиот идентитет. Фактот што се случуваше со Македонија и со македонските европски интеграции, за жал од независноста па навака, нам јасно ни укажува дека нашиот став во однос на ова прашање е правилен и јас не гледам тука никакви проблеми околу нашиот став. Нам не е јасно сосема што таа кажува и што таа може да каже. И пак ќе речем, ја не гледам тука, навистина не гледам никакво изненадување, никаква нова состојба, никаква нова ситуација. Впрочем, не гледам кој било во Македонија дека очекуваше од оваа посета дека ќе имаме некаква си нова ситуација која што ќе произлезе или некоја изјава која што ќе иде спротивно на тоа што досега било кажано. Зборот доверба малку ме интригираше, бидејќи беше употребен во конотација на тоа дека ние треба да градиме доверба со нашите соседи, во случајот беше посочено кон Бугарија, претпоставувам, тоа беше и контекстот. Меѓутоа, нема доверба метар, нема начин на кој што довербата може да се мери, да се измери. Која е таа доверба која што треба да се воспостави секогаш од двете страни, бидејќи тоа е целта, да имаме доверба помеѓу двете држави, која е таа доверба и кој е тоа ниво на доверба која што ќе ги задоволи, да речем, очекувањата на Брисел или очекувањата на нашите соседи. Од тука довербата е двострана улица, двонасочна улица. Доверба треба да се гради во двете насоки и затоа може би во некои други прилики сум говорел за мерки за градење на доверба кои што може да бидат основа за интензивирање на комуникацијата помеѓу двете страни на сите нивоа.